ќе слушам. Да изразиме најосновна осуда на нападите. Ајде уште еднаш, може лака? Ајде. Значи јас тоа го направив и пред неколку дена, меѓутоа и овој пат повторувам во име на сите коалициони партнери на владата на Република Македонија. Најостро го осудуваме овој вербален напад и сите напади врз новинарите што се случуваат во Република Македонија, од кои да доаѓаат страна. Ве уверувам дека оваа влада има нула толеранција за било какви закани, уцени и притисоци врз новинарите. Да, може би печатокот се уште е свеж од сето она што се случуваше, но бидете уверени и убедени дека никој нема да биде заштитен. Милионите новинарите, милионските работници, но и сите граѓани во Република Македонија имаат право и обврска слободно да се вршат својата работна задача. И владата тоа ќе го обезбеди. Меѓутоа, на сите вас ви е многу добро познато дека не е владата единствената институција или институциите на владата не се единствените тие кои што треба да си ја завршат својата работа. Мене ми е многу драго што колегите слушнав дека ги адресираат своите забелешки на други институции. Запред се мислам на јавното обвинителство, бидејќи сега е на потек во случајот Селмани, бидејќи Министерството на внатрешни работи си ја заврши својата работа експресно и за тоа информираше господинот Селмани. Сакам уште еднаш да го уверам. Секогаш кога имате било каква информација, забелешки, чувство дека има некаков притисок, ве молам, информирајте не за да може навремено да се преземат мерки. Беше спомната цензурата. Цензурата е забранета со Уставот на Република Македонија и таа не смее да се случи. Поврзано и со цензурата, заеднички имаме обврска. Владата во своите надлежности, меѓутоа и регулаторното тело, исто така и само регулаторните механизми, професијата да се справиме со сето она што и се случувало, а се надевам дека веќе никогаш нема да се случува на Република Македонија. Ви благодарам.